после изборите знаеа дека ќе имаат комотна позиција во однос на мнозинството, затоа што СДСМ некомотната позиција им беше заради климавото мнозинство. И сега ВМРО ДПМН знаеше дека ќе има сигурно мнозинство кое може да го задоволи со директорски места и едноставно да продолжи приказната како до сега. Тоест да се променат структурите на корупција и криминал и шемите за правење пари, да се заменат со своји луѓе, и затоа ствари беа тие разговори дали 300, дали 200, дали 500, затоа што тоа само ги интересираше. Добро. Сега малку да ја свртиме на политички работава, затоа што ние сме позиционирани многу добро. Мислам дека да не бевме ние во целава ситуација многу по-безнадежно ќе беше, затоа што на ВМРО ДПМН најсовршеното сценарио му е да го има само СДС и ДУИ во опозиција, затоа што секој пат, посебно составот на СДС, на пратеничкиот состав, тоа се предходни министри, тоа е предходниот премиер во тој состав, така да во било кој момент СДС кога ќе излезе на говорница или низ медиумите да го критикува ВМРО ДПМН стално има картата, вие што направивте, и на вистина не е дека тоа е некоја фикција. Министрите на СДСМ имаат поразителни резултати, премиерот Ковачевски има бившиот премиер Ковачевски има поразителни резултати, затоа на ВМРО ДПМН тоа му одговараше најмногу. Една ситуација каде што само СДСМ и ДУИ ќе бидат нас против нив, но во оваа ситуација немаат нас. Најсилниот аргумент против левица е Енвер Хоџа, не знам како искрено. Што можат повеќе да искористат, мислам, во насока на критикување на левица, затоа што јас си би потсетил јавноста како левица се издефинира како опозиција на ВМРО ДПМН, затоа што ние од 2020 до 2021... Што е важно да дефинирате? Дали сте ви опозиција на ВМРО ДПМН или сте опозиција на владеачката структура? Дали е, без разлика дали е СДСМ, ДУИ, ВМРО Влен, мислам дека тоа е поважно. И мислам дека треба тоа да го дефинирате. Вие сте опозиција на ВМРО или сте опозиција на владеачката гарнитура? Па значи, во поглед на парламентарната состојба, ние сме опозиција на владеачкото мнозинство, кое мора да се признае дека е многу крупно. Значи, 78 пратеници го се дел од тоа владеачко мнозинство, и во рамките на собранието ние сме опозиција на знам, на вреди, на ВМРО ДПМН, и ќе се однесуваме како коректори или пак ќе ги посочуваме нивните недостатоци и ќе се бориме против нивното владење, за кое веруваме дека ќе биде контрапродуктивно. А од друга страна, надвор од собраниските сали, мора да се признае дека можеби најголемиот антагонизам, тоест не можеби, дефинитивно најголемиот антагонизам моментално го имаме со ВМРО ДПМН суштински, затоа што реално првично двете партии, и левица и ВМРО ДПМН, доаѓаат од опозиција. Ние не моравме да учествуваме во никаков трансфер на власт сега во овој период. Значи, ние доаѓаме од опозиција, и сега природно дека ВМРО и левица од опозиција заедно доаѓаат со многу слични позиции, по многу слични прашања. И затоа што ние останавме во опозицијата, ние имаме и легитимитет да посочиме на нивните отстапувања од тоа што го збореле за време на опозиција. Апсолутно имаме легитимитет да го зборуваме тоа, затоа што сме биле дел во таа борба заедно со нив просто. Од друга страна, мислам дека и сега веќе диференцијацијата идеолошка е многу јасна во јавноста. Дури тоа е многу здраво за македонската јавност, никогаш немало вака чиста диференцијација идеолошка како сега што може да се види помеѓу левица и ВМРО ДПМН. Од прилика биле многу слични позиции кога се работи за владеачките партии. Но ја сакав тоа да го искоментирам уствари како се деси оваа ситуација со левици и со ВМРО ДПМН од 2020, од моментот кога ние станавме парламентарна партија, до 2021 ние немавме никаков антагонизам со ВМРО ДПМН, затоа што во тој момент бевме во опозицијскиот табор против СДСМ, кој беше тогаш свежо го смени името на државата, значи имаше низа на неверојатни неуспеси, и ние немавме никаков антагонизам со нив до 2021 до локалните избори. Па на локалните избори ја свативме нашата опозицијска одговорност, ги поддржавме во многу општини, тоа и вие го знаете, повикавме на гласање за нивни кандидати во вториот круг, им дадовме мнозинство за формирање на совет со председател на ВМРО ДПМН во неколку општини. Значи имавме потполна конструктивност во град Скопје, каде што јас доаѓам како советник во изминатите 2,5 години, и тоа кулминираше со нашето присуство на масата кога требаше ВМРО ДПМН да направи ново мнозинство. Тоа е ноември-декември 2021. Тоа е ноември-декември периодот 2021.
Значи, ние до тој момент апсолутно одговорно опозицијски се однесувавме. Од тој момент, кога веќе ВМРО ДПМН се етаблираше како локална власт и кога почна да ги прави шемите кои знаеме дека ги правеше, и пак уште ние, значи не отидовме по секоја цена, ако се сеќавате, следното лето бевме заедно на протестите улица, да. за францускиот предлог. Значи се уште ја чувствувавме одговорноста дека треба да има обединета опозиција против антинародната, антимакедонска власт која беше во тој момент. И веќе после францускиот предлог, како што тие се оддалечуваа од позициите на чисто опозиционирање на СДСМ. Јас сакам стварно повторно да потенцирам дека ВМРО ДПМН стварно имаше капацитет да ја бутне владата пред време и да не идеме на предвремени избори. Тие цело време најавува активни блокади, најавува некои радикални мерки кои никогаш не се случија. И всушност тие од моментот кога веќе дојдоа на локална власт само чекаа да отчука часот за парламентарните избори, беа во удобна позиција. И нормално е нашиот фајт со нив да почне во моментот кога тие веќе не беа само опозиција, тие беа и локална власт. Значи тоа не може да се игнорира. Имаа градоначалници во над 50 општини. Тоа не е опозиција. Не е тоа е власт. Тоа е власт, апсолутно. Да. Значи, ние имавме ситуација каде СДСМ и ВМРО ДПМН кохабитираа на власт на различни нивоа. Значи, не имаа соработка и сите тие работи, нивните градоначалници одеа на состаноци со владата, имаа соработка со владата и сите тие работи. И сега, како што доаѓаше часот до потполниот пораз на СДСМ, едноставно се остави еден простор каде што ние всушност само се фајтавме заедно со ВМРО ДПМН, затоа што се створи и плюс една природна идеолошки антагонизам. Се појасно беше дека тие нема да бидат волни да разговараат за некои позиции кои би довеле до влада на левица и ВМРО ДПМН, кои за нив не беа поволни во тој момент, затоа што нивната политика е многу флексибилна. Тоа се позициите, тоа се позициите за од македонската платформа која ние им ја понудивме. Таа македонска платформа генерално се однесуваше на 5 точки интервенција, имаше, така? 5 точки. Ако може да ги повториш, пошто гледачи, верувам дека Значи, заборави. македонската платформа се однесуваше на ставање на црвени линии, иако сакам да потенцирам дека и пред 2 години Левица поднесе декларација за македонски црвени линии национални во собранието, која никогаш не дојде на пленарната седница. Тоа беше за однос на односите со Бугарија. Да, Добре. затоа што ако бугарското собрание можеше да има консензус по прашањето со Македонија, тогаш и македонското собрание можеше да постигне консензус, тоест требаше да постигне консензус по тие прашања. И сега платформата се однесуваше за непреговарање за името, за јазикот, за идентитетот, за државните инсигни, за враќање на територијалната поделба која не само што создаде унитарност, територијален интегритет, суверенитет, идентитет, секуларност и државни инсигни, тоа се 5 апсолутно точки од македонската платформа. Која од овие платформи од овие точки од платформата не беше прифатлива за ВМРО ДПМН? За да действувате заедно во влада? Сите. Затоа што апсолутно мислам дека сите, затоа што Преговаравте ли први од тамо да почнеме? Стеднавте преку медиумите. Добро. Разговаравме преку медиумите, значи ние преку медиумите цело време, затоа што тоа дојде во тој периодот кога тие понудија мораториум за напади кон Тоа беше помеѓу првиот и вториот круг. Сега да не ги навраќаме многу вакво гледачите во тој период, да ги подсетиме за да знаат, да. Беше првин таа понуда. И после победата на изборите на 8 мај, Христијан Мицкоски пак излезе со понуда за сите опозицијски партии да учествуваат во владата, да седнат, да се преговараат, да се договорат. Беше совлен на состанок, беше после тоа знаеме со знам, имаше и фотографија, вас дали ве побара, тоа е. Не затоа што ние веќе ги искомунициравме нашите позиции преку медиумите, значи транспарентно, јавно. Ние цело време велевме дека не би влегувале во некои преговори кои би се однесувале, видовте како се одвиваа преговорите помеѓу ВМРО ДПМН и ВЛЕН. Цело време се лиферуваше со бројки, значи целосно преговорите беа на основа дали се 300 директорски места, дали се 200 директорски места, дали се овие ресори, дали се тие ресори. Значи помеѓу ВЛЕН и ВМРО ДПМН речи си и да немаше некоја дискурс за нивната за политиките, за политиките и за платформите кои би требале да ја сочинуваат новата влада, туку беше за поделба на пленот и за поделба на колачот. Ние тоа експлицитно
го изартикулиравме дека не би влегле во такви преговори за такви принципи, туку дека еве низ јавноста транспарентно го нудиме ова како еден столб на кој би се заснувале нашите преговори. Зошто мислам дека ништо не беше прифатливо за ВМРО ДПМН, затоа што ВМРО ДПМН мислам дека и времето ќе покаже дека нема да има храброст да прави интервенции во политичкиот систем кои би ја вратиле унитарноста на Република Македонија, која патем искрено многу перфидно се игра со тоа, затоа што граѓаните цело време константно се лажат дека некој Македонија штити од бинационализација, која таа навистина се случува. Значи, иако дури во Охридскиот рамковен договор се вели дека Македонија треба да има унитарен карактер и дека тоа не треба никако да биде оспорено, тоа веќе и тие кои застануваат за Охридскиот рамковен договор не го почитуваат, дури и во парламентот се зборува, партиите од Албанскиот блок зборуваат дека унитарноста и нели не е концепт за кој гласаат нивните гласачи. Така да ВМРО ДПМН поентата ми е дека едноставно после изборите знаеа дека ќе имаат комотна позиција во однос на мнозинството, затоа што СДСМ некомотната позиција им беше заради нели климавото мнозинство. И сега ВМРО ДПМН знаеше дека ќе има сигурно мнозинство кое може да го задоволи со директорски места и едноставно да продолжи приказната како до сега. Тоест да се променат структурите на корупција и криминал и шемите за правење пари, да се заменат со своји луѓе, и затоа ствари беа тие разговори дали 300, дали 200, дали 500, затоа што тоа само ги интересираше. Добро, мислиш ли дека Влен е главната причина поради која што Христијан Мицкоски не се јави на Димитар Апасиев да му понуди коалиција? Затоа што Влен повеќе пати во своите јавни обраќања соопштуваше дека не се спремни да коалицираат со левица, дека се спремни да коалицираат со сите партии после избори, само не со левица, затоа што имате, не знам, руска, происточна идеологија и така натаму, и дека не едноставно не се согласуваат. Тоа го збореа пред избори, го збореа. Не е тоа така затоа што прашањето е дали Христијан Мицкоски не ја прифати македонската платформа затоа што се испаши од Влен, условно кажам. Тоа најдобро он ќе го одговори, но можеме да претпоставиме кој одговорот. Одговорот е дека треба да се потсетиме дека во тој период помеѓу првиот претседателски круг и парламентарните избори, медиумите на ВМРО ДПМН цело време ја напаѓаа левица, значи нивни пратеници ја напаѓаа левица, они веќе беа спремни за таква динамика со левица, значи они веќе беа спремни дека, тоест знаеа дека нема да можат да испорачаат за тоа што ние бараме од нив, значи да се застанеме тие, да ја прифатат платформата и едноставно решија дека најдобро веројатно ќе им биде да не спуштат. Да не спуштат, иако тоа не им успеа колку што сака, и ни направи една услуга, тоа е повторно тоа што го зборувавме минатата емисија, дека не етаблираат дефинитивно како нивна најсилна, најизразена опозиција, единствена опозиција реално, посебно затоа што еве сега СДСМ за 6 дена има претседателски избори, тие како ќе поминат ќе видиме, таму има многу пречки да се поминат за консолидирање. Сега се мислам дека на 30. На 30, да. Сабота. Да, апсолутно. Така да СДСМ и плюс... А што се однесува до руска врска или нешто дека они источни, онда зашто го стави Иван Стојковиќ? Да, тоа беше легитимен аргумент. Тоа беше коментарот на Влен. Тоа беа коментарите на Влен, тоа беа нивните пишувања за левица. За левица во предизборијата. Не мислам дека Христијан... Иако седеа на маса заедно со вас, кој требаше да се урива владата. Апсолутно, така да тоа ми е целиот муабет, тие изјави на Влен се за да циркулираат низ медиуми, но мислам дека одлуката навистина беше на Христијан Мицкоски на ВМРО ДПМН. Да, немало тука никаков страф. Да, апсолутно да ја одбијат. Ако немаше да стават, значи човек кој што бил на се руски политички собир у така е, дефинитивно. Во Москва и на се српски у Белград, кај беше тој се српски. Да, апсолутно мислам не знам кај беше. У Белград. Значи позициите на Иван Стојковиќ се јасни по тоа прашање, Влен еве сега комотно нивните министри, тоест нивните и лидери вчера се сликаа заедно со него. Избега заменичката на Иван Стојковиќ, избега у Министерство за спорт. Да, во Министерство за спорт. Да, случајно да не ја видат у иста канцеларија, у исто министерство со Иван Стојковиќ. Пошто она е голема прозападна личност во Влен. Да бе, една од требаше да биде, не можам да се сетам на името, од Влене, кадар на Влен госпоѓата, требаше да биде заменик министер во Министерството за политички систем со кој што раководи Иван Стојковиќ. Се преферира побара да
биде во спорт затоа што не согласувал со политиките на Иван Стилковиќ. Како и да е, јас сепак мислам дека бидна шо бидна, новото сонце повторно на слободата сјае над Македонија, гордо и се е тоа супер, но сакам да кажам дека и се протега еден наратив, а не се разбира всушност во каква позиција се наоѓаме ние како македонска политика во овој клучен момент во историјата, а тоа е дека значи никогаш до сега не била една од доминантните партии вака декласирана како што сега се случи за СДСМ.